знаете како е, она што се може проблематизира во јавноста во изминатиот период, тоа е однесувањето на владата која е задолжена за избори и на однесувањето на владеачката партија СДСМ. И тука се поставуваат неколку прашања. Генералната политика на владеачката партија се состоеше во неколку, условно кажано, претпоставки. Првата претпоставка беше дека Зоран Заев има, условно кажано, најголемата поддршка на меѓународната заедница, па дури ако ги изгуби изборите, дека меѓународната заедница ќе му помогне да состои влада, и тоа, условно кажано, има еден дел од предизборен настап кај бирачите и кај нивното членство за да го мотивираат за партиски активности. Ова проблематика со датумот на изборите покажа дека таа меѓународна позиција на Зоран Заев веќе не е таква како што беше во минатото, дека ситуацијата е многу променета, а тоа можеше најдобро да се премине на последната датумска игранка, каде што дури на крајот и меѓународната заедница можеше да му на некој начин не сугерира, туку би рекол да го излече за уши председател на Социјалдемократскиот сојуз и да му каже да престане со неговите игранки, затоа што работите не од до така. Ќе потстам само дека пред последниот ден, пред да се утврди датумот за изборите, председателот на СДСМ дури излезе со изјава дека бара мандат, бара сам да оди на избори и да граѓаните му овозможат наредните 4 години демек Македонија ќе оправи. Она што видовме за изминатите 3,5 години власт на Социјалдемократскиот сојуз, видовме начинот на кој ги оправи државата, ја видовме дека економијата блеска, видовме дека е сочуван државниот и национален интегритет и достоинство и на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија, така да мојата порака би била не благодарам, доволно беше, доволно не оправаше, остави ние малку самите да се погрижиме за едината и на нас и на граѓаните на Република Македонија и на државата како целина. Така да тој аспект падна првиот, условно кажано, првата заштитна ограда која Зоран Заев беше поставил во минатиот период, а тоа е неприкосновената позиција во меѓународната заедница. Овие настани покажа дека таа позиција не постои, дека едноставно работите се поприлично променети кога станува збор за тој првата претпоставка на неговата политика. Втората претпоставка на СДСМ беше дека се она што тие ќе го кажат, ќе се реализира во Република Македонија. Повторно зборувам за ова што вие го поставите како прашање во однос на датумите. Се покажа дека ни тоа не е точно. Се сеќаваме пред 3,5 години, кога ќе Зоран Заев ќе кажеше нема избори, јас сега ви колку кажам од искуство на инсайдер, ние како коалиција за подобра Македонија тогаш, ќе се залетавме, ќе почнеме со преизборни активности, чуда ќе направиме, за да ден-два пред да почне кампањата, дојдат и ни кажат, се извинуваме, избори нема да има, затоа што опозицијата, односно Зоран Заев рекол дека нема да има избори. И тоа го направи неколку пати. Сега имаме сосема обратна ситуација. У 5 наврати човекот тврди дека ќе има избори на одреден датум, у 5 наврати нема избори така како што он кажа, туку има избори така како што отприлике кажа, односно не кажа, него условно кажано се постави како носител на тој процес, онака како што кажа опозицијата и датумот кој го предложи опозицијата стана прифатлив за сите политички партнери во Република Македонија. И она што на мене посебно ми смета во овој проблем е што тоа владеачката партија не го види, дека манипулацијата, односно играњето на карта со датумите, дека ќе успеат да направат нешто, во суштина се случи сосема спротивно. Значи, наместо сигурност и сето она што одлучност и реализација на она што го зацртале, се покажа нешто сосема спротивно, дека ништо од тоа тие што го зборуваат не се реализира во стварноста, туку се реализира сосема спротивно. И да се вратам на она што ми смета, а тоа е дека, и мислам дека допрва ќе му смета и на Социјалдемократскиот сојуз тоа што се случи, а тоа е дека не покажа доволно политички капацитет да менаџира со процесот на излегување од кризата, односно со воведување на Македонија во изборен процес, и на тој начин
овозможи на некој начин и припадниците на меѓународната заедница повторно да се вклучат во внатрешно македонските политички прашања, за кои сметам дека воопшто не треба да се мешат, не затоа што не треба да има никаков уплив од страна на меѓународната заедница, кога станува збор за некои процеси во Република Македонија, туку од аспект на тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија покажа политичка незрелост да менаџира одреден политички диалог во државата од една страна и покажа дека не е способен да издействува консензус на политичките партии кога станува збор за датумот за изборите. Така да од свој аспект мислам дека тоа е сериозен недостаток на лидерството на СДСМ и тој недостаток на лидерство кој длабоко ги направи пукнатините во она што се нарекува нивна позиција, мислам дека ќе ги чини сериозен изборен пораз.